Музичката звезда Лепа Брена синоќа одржа концерт во дискотека во Будва, каде што за време на изведбата се случи непредвидена ситуација на сцената. Пеачката се појави пред публиката околу 1 часот и 30 минути по полноќ и ги изведуваше своите познати хитови. За време на песната Коловодија, додека се обидуваше да изведе дел од кореографијата со кривање нога, таа се сопна и падна, пренесен Телеграф РС. Девојка од бендот и организаторот веднаш и притрчаа на помош за да ја помогнат да стане. Брена веднаш го продолжи настапот со насмевка и не прекина програмата, што предизвика реакција и аплаузи кај присутната публика. За време на гостување во подкастот Восткаст, пеачката претходно се осврна на сериозните повреди и фрактури што ги претрпела во изминатите години. Јуката многу ми помогна бидејќи се скршив. Ги скршив и левата и десната нога, и десната и левата рака. Скршив се и тоа неколку пати, изјави тогаш Брена. Таа детализираше дел од инцидентите меѓу кои и повредите на нозете и рацете за време на настапи и приватни патувања. Поп звездата Емина Јаховиќ станала жртва на дрска измама во Истанбул откако останала без луксузната гардероба, чантите и обувките во вредност од повеќе од 50.000 евра. Најболно, како што самата признава, не е било тоа што ги изгубила скапите работи, туку што пропаднала нејзината намера преку нивната продажба да помогне во хуманитарни цели. Според информациите објавени од српските медиуми, Јаховиќ сакала да продаде голем дел од својата брендирана гардероба, од која многу парчиња биле облечени само еднаш, а некои никогаш. Средствата што ќе ги добиела од продажбата планирала да ги донира на луѓе на кои им е најпотребна помош. Емина со години важеше за една од најдобро облечените пејачки на балканската сцена. Во нејзиниот гардеробер се нашле облека, чанти и чевли од најпознатите светски модни брендови, купувани во период кога модата и шопингот биле нејзина голема страст. Со текот на времето, по разводот од Мустафа Сандал и промената на животните приоритети, таа повеќе почнала да инвестира во музика и недвижности, а огромен дел од гардеробата повеќе не ги користела. При една преселба решила на тие модни парчиња да им даде втор живот, да ги продаде, а добиените средства да ги насочи во хуманитарни цели. Бендот Дупер го наполни античкиот театар во Охрид вчера и одржа весел концерт пред урбана, главно млада публика од цела Македонија. Гитаристот Борис Какуринов и пејачот Илчо Нечовски постепено и ненаметливо го градеа патот до популарноста, почнувајќи со "Не сум твој тип" во 2018 година, песна која е голем хит и денес. 8 години подоцна имаат полни концерти, прво во Битолска Хераклеа на 15 јули, па сега во античкиот театар во Охрид. Убава е сликата кога има толку интерес за концерт на македонски бенд и весели млади луѓе кои им ги пеат песните од почеток до крај. На концертот кој го организираше продукцијата Прагма имаше интересни гости. Прва излезе младата пејачка Бојана Арсолска, која им посека уште многу вакви концерти. Потоа публиката ја размрда Young Daddy, еден од најпопуларните млади пејачи денес. Со Дупер тој го има дуетот Претера, а ја испеа и неговата песна 5 до 2 на публиката и стана должен за хитот Лидија, а Дупер кажа дека ќе ја слушнат на неговиот скопски концерт. Трет гостен беше Никола Перевски Пере од Нокаут. Неговата најмала ќерка, 3-годишната Ирис, е голем фан на Дупер и прв пат го гледаше татко и на концертна сцена. Очекувано публиката најгласно пееше на големиот хит "Може, може, може", а пред песната "Сладолед" Илчо Нечовски им подели сладоледи на публиката од првите редови. Во текот на целиот концерт тој и Борис Какуринов делија автограми на фановите.
Седмото издание на Галичник филм фестивал меѓу одличните филмови, приказни проекции им даде простор и на филмските автори да се сретнат со публиката и да поразговараат. Гостинка беше Дина Дума, која одржа интересен мастер-клас надвор низ шумските патеки на Галичник. Младата режисерка, која е актуелна со нејзиниот втор долгометражен филм "Скейтбордингот не е за девојчиња", ни раскажа за предизвиците да го снеми овој филм, но и општо што е важно кога работи на некој проект, вакви приказни ја привлекуваат. Сестри беше првиот филм што го снеми Дума. Скейтбордингот ја имаше својата светска премиера во јуни на Трајбека филм фестивал, а следен поголем фестивал ќе му биде Сараевскиот филмски фестивал што ќе се одржи од 14 до 21 август. Дина раскажа како се роди оваа приказна. Во парк случајно сретнав едно девојче ромче на скейтбординг и таа слика ми остана неколку месеци во главата. И по 5-6 месеци сватев дека упорно ја мислам таа сцена и посакав да почнам да пишувам нешто. Најголем предизвик во овој филм ми беше тоа што одлучивме да работиме со ромската заедница, со деца конкретно кои што никогаш не биле пред камера. Буквално не знаев што ќе ме чека наредниот ден и знаев дека ќе има многу спонтаност, но иако мислев дека ми е ризик, во суштина децата и нивните родители беа многу професионални, подобри и од искусни актери, рече Дина.